До 31 декември собранието го очекува набиена агенда, имајќи ги предвид најавените активности, но и информациите за доставување нови закони, како оној за јавното обвинителство. Има и незавршени седници. Имате ли план како да се реализираат сите предвидени активности, имајќи предвид дека не секогаш може да се постигне кворум за работа на парламентот? Секако, крајот на годината е моментот кога се собираат повеќе работи кои што би требало да се довршат и работата, би рекол, е редовна и со редовна динамика. Во главном, како што знаете, и претходно секој месец има своја динамика по однос на обврските и работите на собранието. Крајот на годината резултира и со процедурата за носење на буџет за наредната година, која што има посебна процедура и постапка во носењето, имајќи предвид дека претходно на комисијска расправа буџетот се разгледува 10 дена, па се враќа на влада, па дополнет предлог на буџетот кој што во принцип според процедурите се гледа 5 работни дена и во тоа време не може да се разгледа ништо друго од материјалите, значи кои што се на седница. Во тек е седница која што е отпочната пред буџетот со 72-3 точки на дневен ред, од кои 1/3 веќе имаме поминато во расправата во собранието. Прекинавме со таа седница поради буџетот. Како што знаете, ги носевме законите од финансии кои што се беа врзани со обврските со меѓународните финансиски инстанции и се продолжува со истата во наредната недела. Денес, евентуално, фактички до крајот на неделата, ќе заврши дебатата за буџетот и ќе се донесе буџетот. Наредна недела е нова седница на која според доспејане материјали до сега има преку 100 точки на дневен ред, имајќи ги предвид процедурите и роковите со деловникот. Јас како председател сум обврзан да ги ставам во процедура соодветна материјалите кои што се доспејани во рок од 20 дена од доставување до пратениците до почетокот на седница. Но собранието е активно, односно секој дневно си прима нови материјали како што доспеваат од предлагачите овластени и во соодветно време се планираат нови седници во кои што ќе бидат ставени на дневен ред и тие материјали. Имајќи предвид огромниот број на материјали, на точки, идејата ми е наредната недела да се работи со 2 седници паралелно и тоа од почетокот во 11 часот до паузата да се работи по една седница, а после паузата од 15 до 18 часот да се работи по другата седница и така во таа смисла да ги водам паралелно двете седници за да се стигне што повише точки да може да се поминат и да се носат што повише закони кои што се на дневен ред. Но све тоа зависи од дебатата како ќе се одвива внатре самата седница и во текот на седницата по односните прашања, односно точки. Така да, од смисла на оно што е организационо, е обмислено работата како ќе се одвива и во која динамика, а самата работа и самиот тек на денот ќе зависи од дебатата внатре како ќе се одвива на седницата. Дополнително на ова се и блокадите на одредени законски решенија, како изборниот законник, за кој што се поднесени многу амандмани, законот за одбрана, законот за следење на комуникациите. Колку оваа ситуација е резултат на прерано почната кампања на политичките партии за предстојните избори најавени за април? Па имајќи предвид дека веќе е договорен датум за избори 12 април, то само по себе создава атмосфера и клима во однесувањето меѓу самите пратеници. Прво, внатре групите, веројатно секој од нив си мисли каде и што со нив пред и по новите избори. Секако дека дел од законите не се усогласени во ставовите, значи мнозинството и опозицијата, и како причина на тоа стојат, значи, во место, имајќи предвид дека за дел од нив е потребно двотретинско мнозинство.
И во тој контекст јас и не сум отворил расправа по тие закони, затоа што ако се отпочне расправа, а не се доврши, ризикувам да ги блокирам и сите други точки. Затоа настојувам све оно што не е спорно во однос на односите меѓу власта и опозицијата да си поминат и во догледно време, доколку се усогласат страните, да се отвори дебата и по тие закони. Во секој случај, ако се обезбеди двотретинско мнозинство, ќе отвориме расправа и по тие закони за да се донесат, особено законот за одбрана, законот за Академија за суди и обвинители, законот за класифицирани информации, значи има низ од нив кои што поради тие причини стојат. Изборниот законник, мојот став го знаете уште пред да се пушти законот во процедура, имајќи предвид временскиот период и тајмингот кога се пушти во процедура, несоодветно е на оно што е претходно било најавено за денот на изборите. Очигледно нема усогласени ставови помеѓу прво внатре коалицијата во мнозинството. Демократска унија за интеграција има поинаков став од Социјалдемократскиот сојуз и предлагачите. Од друга страна, ВМРО-ДПМН има поинаков став по однос на начинот на носење на законот и преговорите околу изнаоѓање можност, значи согласност. Така да тоа е изразено и преку бројот на амандмани кои што се доставени до собранието, до мене, кои што су ми доставени до комисијата. И секако таков тип на закон уште претходно беше укажан од моја страна, не би било соодветно да се пушти во постапка доколку нема согласност, затоа што тие што не се согласуваат ќе користат сите можни процедури соодветно легитимни, легални по однос на изразувањето на ставот кон предлог законот и со тоа фактички комисијата се уште не е отворена значи да работи, не отпочнала да работи, се подготвуваат амандманите, а мислам дека е при крај и преводот на истите. И во секој случај, доколку се отвори дебатата, ќе биде работа на самата комисија. Дали ќе успее да заврши или не, тоа зависи од дебатата на комисијата. Дали промената на изборниот модел, без разлика на дебатата во изминатиот период, ќе остане прашање што треба да го реши следен парламентарен состав? Во секој случај, кажавме сега, промена на изборен модел не може да оди на 2 месеца, 3 месеца пред изборите, затоа што подготвеноста, може би, и за дебатата, и за аргументите, и контрааргументите не е соодветно време таква дебата во контекст на предизборниот процес да се одвива. Според мене тоа бара помирна атмосфера за дебата, за да може да се усогласат ставовите. Тоа би требало да биде почетокот на мандатот на состав. Дали следниот и воопшто како тајминг, значи треба да е почетокот на мандатот, да се аргументираат сите аспекти, сите гледишта, за да имаат време сите да може да ги направат сите анализи, за да можат на крај да се усогласат. Дали со тоа ќе се бави идниот состав или не, тоа останува да се види по изборите, тоа не може да се предпостави, но во секој случај, значи, тоа е работа која што ќе треба да се доврши, доколку сите мислат дека би требало да се промени изборниот модел. Во последните месеци во јавноста беа изнесени различни ставови помеѓу коалициските партнери СДСМ и ДУИ за одредени прашања. Каква е вашата оценка за стабилноста на коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ? Виде се, од моја перспектива, секако нормално е, тоа се засебни два субјекта кои што функционираат во коалицијата. И нормално е да се очекува и да се има и работи за кои што не до крај се согласуваат партнерите иако се во коалицијата. Но како тоа се одразува и како се изразува е друга ствар. Сега за сега, без оглед на сите
različni stavovi što se iskažani, во секој случај ono što doaѓa od vlada, doaѓa znači usoglaseno, doaѓa како заеднички предлог на владата и во тој контекст значи нема сигнали од едните или од другиот дека во собранието преку пратениците би требало да се попречи ово или другото. Во секој случај, значи ако веќе се има дебата, мислам дека за демократијата е здраво да се има таква дебата и внатре коалицијата, затоа што тоа ги зацврстува институциите. И во тој контекст, значи, може би некој од друга перспектива ја гледа како нешто негативно, како нешто што не би требало, затоа тамо нема општа послушност по однос на одлуките. Значи, таа дебата што се одвива би требало да биде здрава за зацврстување на самата институција, значи влада, коалиција, која што и покрај разликите мора да изнајде да се издигне изнад себе сите учесници и да функционираат во оној систем како што се функционира. Ова беше година на тешки одлуки за претениците. Почна со гласањето за уставните измени согласно договорот од Преспа. Потоа следуваа промени на претеничките групи, имаше блокади на закони, преговори на работни групи, блокади на именување на раководни позиции. Од ваша перспектива, каква беше работата на собранието годинава? Па не само ова година, и претходните година и пол, односно две, ако може да се каже така, собранието работело под специфични значи, услови. Од онаа ситуација 2017, па надминувањето на таа ситуација, воспоставување на комуникација меѓу сите пратеници, воопшто генерално, значи како мандат е еден меѓу потешките, ако не и најтежок мандат, во кој што се одвиваа многу работи, кои што можеби, не можеби, па и сигурно ќе остават и историски белег во работата на собранието, во смисла на оно што начнавте и вие доста тешки одлуки кои што требало да се реализираат и мислам дека со трпелива работа успеавме да ги надминеме, да ги ислушаме сите разлики по однос на дебатата, дадовме соодветно време на сите кои што требаа да учествуваат во таа дебата. Соодветно мислам дека се земаа во предвид за поголемиот дел на укажувањата и од спротивните ставови и со тоа фактички успеавме да заокружиме носењето на битните одлуки и проекти кои што беа пред нас. Секако останува времето како што ќе одмине да дава и соодветен суд за сето што е сработено. Од овој момент, значи, перспективата, перцепцијата е дека сме сработеле сите оние обврски кои што беа пред нас. Впрочем, и самата констатација по однос на оценувањето за прогресот, за пристапување напредокот на државата по однос на интегративниот процес, оценка која што ја добиваме од Европската комисија во секоја година. Таа оценка за собранието е, значи, ако може ученички или наставнички да се каже, одлична, од описот тоа може и да се види од извештајот. И тоа е оно што не потврдува дека сме биле соодветно ангажирани, соодветно, значи, на ниво на оно што е одговорноста кон задачите, без оглед што индивидуално може би имало место и да се критикува дел од пратениците и тоа добро да се може и да се каже, за да може да се обезбеди функционалноста на институцијата. Во тој контекст фактички морам да кажам дека во позитивна смисла добар удел во придонесот на функционалноста на собранието има и учеството на опозицијата во работата на собранието, во обезбедување услови за работа на собранието во смисла на кворумот во ситуации кога било потребно. Така да, како нешто позитивно, мора и чувствувам одговорност тоа и јавно да го кажам, не да би правил лице на едни на други, но како појава, како настан, како активност кој што се одвива во собранието, би требало да се истакне како позитивно и тоа да биде поттик за новите состави
без оглед на разликите што ги имаат по однос на нештата, сепак треба да си најдат сили меѓу себе да се координираат, меѓу себе да соработуваат, а све тоа со цел за функционалноста и стабилноста на институцијата во целина како парламент, а не во смисла на оно што е тесно партискиот интерес изражен во оно што е политичкиот став во политичките партии. Предвремените парламентарни избори треба да се одржат на 12 април. Доколку биде секако што веќе е договорено, кога би ги очекувале предлозите за техничка влада и кога би се гласало за неа? Како што кажавте, 12 април е датум кој што го усогласиле политичките партии од причина што според измените во законот на владата по Пржинскиот договор од 2016 па наваму, 100 дена пред изборите треба да се има техничка влада или преодна влада, значи за организација и спроведување на изборите, за да можат истите да бидат прифатени после на крај од сите учесници во изборите. Тие рокови кореспондираат дека најдоцна 3 јануари треба да е избрана техничката влада и да стапи во функција техничката влада. 12 февруари е датум кога би требало да се само распушти собранието, за да можам со соодветно решение да објавам, да распишам избори и да определам датумот соодветно, значи 12 април, за да можат другите функции, односно другите институции да можат да ги завршат своите активности по роковите кои што ги предвидува изборни закони. Владата кога би дала, значи све тоа да се спроведе, би требало формално, пошто е тоа работа која што е прифатено од сите, не е спорно тоа да се случи на сам ден, значи 3 јануари, за да може во текот на денот да се спроведуваат сите постапки по однос на седниците кои што би требало да се одржат тој ден, затоа што процедурите соодветно предвидуваат оставка на премиерот, констатирање на оставката на премиерот, известување до председателот дека владата е во оставка, според договорот, односно според законот за влада, треба да се определи нов мандатар, да добие мандат, па тој мандатар да даде предлог за министр за внатрешни, за труд и социјала, за тројцата заменици министри во внатрешни, во труд и социјала и во земјоделие, за да може да се свика седница за нивен избор и со тоа фактички до 24:00 на 3 да се заокружи таа седница и од 4 јануари веќе да функционира техничка влада. Имајќи ја предвид ратификацијата на протоколот за НАТО, дали би можело да се случи парламентот да биде свикан за да гласа за него откако ќе биде распуштен? Па видите, очекувањата се дека во Шпанија ќе има влада до крајот на месецот. Информациите се дека би дошло до ратификација до крајот на јануари тамо. И ми очекуваме и посакуваме тоа да се случи до пред распуштање на собранието и таа обврска да ја завршиме пред распуштањето. По однос на можноста да се свика собранието по распуштањето, јас сум го кажал веќе ставот мој и стојам на тој став. Распуштен парламент не може да се собира повторно, затоа што чинот на самораспуштањето е одлука на избраните мандатот да си го вратат на собранот и
од собранот на избори во рок од 60 дена да побараат нов мандат, односно нова поддршка. И од овај аспект сметам дека невозможно е да се свика повторно распуштениот парламент. Пратениците индивидуално да имаат мандат како пратеник до изборот на новиот состав, но распуштаното собрание не може да се свика. Ајде, споредбено, ако може да се направи. Во фабрика ги распуштате, односно ги земат. Затварате фабрика, износите цела апаратура, ги распуштивте работниците и ги свикувате без апаратура да работат. Ќе може да работат? Не може. Овде мандат имаат како пратеник, но немаат, ако веќе го вратиле мандатот, немаат легитимитет како да се вратат да работат, да одлучуваат од име на граѓаните на кои што им го вратиле мандатот. И во тој контекст, во полза на ово што го кажувам, оди и ставот на повеќето од фелата академска кои што се бават со овие прашања и теоретски, потврдуваат дека не би можело. Оправданост, односно аргументот што некој го користи во смисла, па ако има нешто хитност во смисла на потреба. Уставот затоа предвидувал надлежности на други институции во такви ситуации. Значи, ако доаѓа во прашање одбрана на државата, ако доаѓа во прашање воредни состојби, значи елементарни непогоди поголеми размери, од кои што има потреба собранието да се изјасни по однос на одлуката, тогаш тие надлежности за тоа време ги има претседателот на државата, додека не се створат услови да се состави мандатот, затоа што таквите услови ги предвидел Уставот и во ситуација доколку собранието е во мандат, од различни причини не може да се состави, па одлука носи претседателот на државата и првата можност да се собере мнозинството пратеници, односно собранието да се собере, таквата одлука на претседателот се става на потврдување или отфрлување. Во таа ситуација, значи, нема празнина во функционалноста на институциите и на потребата за одлуки. И од таа логика, значи, не би било соодветно и би била лоша пракса да се воспостави по отпуштањето, по распуштањето да се свика собранието. Би дошло во таа ситуација. Ќе завршите избори, до конститутивна седница имате два состава со полн мандат, со полн легитимитет. Може да доведете да направите ситуација која би била пре опасна, значи за хипотетички е поставено, но мора да се мисли за тоа. Вие сте претседател на собранието, но ваша матична партија е Демократската унија за интеграција. Какви се вашите очекувања од предстојните предвремени парламентарни избори? Па видите, јас сум претседател на собранието, но во изборната кампања, значи за парламентарни избори, неспорно е учеството и активноста, затоа што собранието веќе е распуштено. И во тој контекст сите анализи што се прават се позитивни, но на крајштата се очекува волјата на граѓаните на самиот ден на избори. Углавном органите партиски си ги вршат своите активности, подготовки за учество во изборниот процес и во секој случај е право и слобода на граѓанинот да се изјасни по однос на оно што ќе биде понудата за изборите и во кампањата, а очекувањата врз база на анкетите кои што се направени се соодветно, значи, ценети и не се лоши во смисла, ако може така да се каже. Како ДУИ ќе се обиде да ги привлече неопределените граѓани од една страна и да привлече поголем број гласови, имајќи ја предвид бројноста на партиите на албанците на политичката сцена? По однос на
гласачите, тоа е работа на изборната програма. Оно што е подготовка, што ќе биде понудата. Кажав, партиските органи ги имаат направено, значи, сите подготовки и соодветно ќе излезат со понудата. Значи, оно што ќе биде понудено, тоа ќе биде подстрек, значи, за да се активират делот од неопределените граѓани. По однос на поделеноста на субјектите, очигледно е искуството, значи, од претходните избори, дека поради таа поделеност се изгуби на неколку мандати и пред тоа, потоа и сега ставот на лидерот и ставот на органите на партијата е многу фигуративно, ако може да се каже. Две партии се многу, а една е премалку. И во тој контекст, значи, алегорично сега, ако може фигуративно да се каже, и тоа е фигуративно кажано дека многу се две, малку е една, е порака дека тие што се организирани во помали партии да се здружат, ако не во едно, барем во две групи, за да може да ги соберат на едно место, значи, гласовите, да не би се поделили. Тоа искуство вече постои, се знае. Оно што го гледате од активностите на политичките партии, во тој контекст веќе гледате и јавно има разговори, преговори, кој со кого би можел да се најде на заедничка маса, со заедничка програма да излезе пред граѓаните и со тоа фактички да се постигне можноста да што повише гласови да се собираат на соодветно место, значи да не би се поделили. Но во секој случај сега секој си има право да си работи онака како мисли дека е најдобро. Во тој контекст ја не би коментирал повише односно прашање. Како ДУИ, очекувате ли поголем број пратеници и дали ќе прифатите уште еден мандат председател на собрание? Видите сега, очекувањата се сводно на оно што се и показателите по однос на јавното мислење. Секако дека од ниедна од обврските и од задачите не сум избегавал и не би избегавал. Значи, тоа е работа на органите партиски кои што ќе ги состават соодветно, значи, изборните листи. И во тој контекст све зависи од статусот по изборите. Вообичаено работа не сум бирал, него оно што ми е доверено било до сега, а сум прифатил, тогаш сум се посветил целосно на тоа да ги исполнувам очекувањата и на граѓаните и на субјектот кој што ме номинира на тие задачи. Вие знаете, претходно покрај ово што сега како председател на собранието, претходно сум бил министер, сум бил заменик министер, координатор на пратеничка група, што тоа се све специфични обврски кои што сум ги прифатил и соодветно посветено сум се бавел со тие обврски и имајќи предвид дека во континуитет, значи сум бил дел од изборните активности, дел од листите, е показател дека тоа е оценето и од граѓаните и од органите во партијата, но во секој случај јас не бегам од обврски, не бегам од одговорноста, оно што ќе ми биде, значи, поверено, соодветно ќе биде и исполнето и сработено. Дали повторно би коалицирале со СДСМ доколку има можност за формирање влада и дали би прифатиле коалиција со сега опозицијската ВМРО-ДПМН? Видите, тоа више не е работа на оно што би сакале поединечно субјектите. Тоа е волја на граѓаните. Онако како што ќе одлучат граѓаните, така ќе бидат позиционирани и субјектите кои што ќе бидат избрани. Ние од формирањето па навамо сме кажали дека ние
стратешки партнер во смисла на политичкиот живот овде немаме ни во едниот ни во другиот блок. Тоа е волја на граѓаните изразено во мандати во кои што се добијале и во тој контекст доколку се најдат програмите изборни, предизборни, за да може да се спроведат програмите, изричито не е кажано со овој да, со оној не, во смисла на оно што е работата политичка, но тоа не е едностран акт на коалицирањето, значи мора да се има разговори. Секако процедурите се такви што по изборите тој што има поголем број мандати е носител на мандатот, мандатар, и во тие 20 дена преговори доколку се најдат, ставовите се наоѓат, секој си доколку не, како што и беше случајот, нема да има коалицирање, но затоа викам, тоа е работа која што зависи од односот на сите кои што учествуваат во тој процес.